Сашо Кликовски седна во здравство, Ѓоко Вилковски ја презеде министерската позиција во социјална политика, демографија и млади. И Етонша Сивари го наследи Филков. Неколкумина од новоизбраните министри ги презедоа новите функции по вчерашната целодневна собраниска седница. Во зовриена атмосфера и без присуство на опозицијата, собранието доцна синоќа ги избра новите 8 министри од владината реконструкција. Наместо фокус на кадровските промени, седницата беше обележана со жестоки вербални пресметки, навреди, меѓусебни обвинувања и барања за извинувања, поради што опозицијата ја напушти собраниската сала. Сите министри беа избрани со 69 гласа за, без ниту еден глас против или воздржан, пошто дадоа свечена заклетва во собранието. Бурниот ден беше заокружен со заедничка фотографија со премиерот Мицкоски и новоизбраните членови на неговиот кабинет. Владината реконструкција помина во тензична расправа меѓу власта и опозицијата. На крајот од седницата, непосредно пред гласањето, премиерот Мицкоски упати извинување до пратениците и граѓаните за настаните што ја одбележаа собраниската седница. Среќен сум што го имам ова парламентарно мнозинство кое што досега испорача многу реформски закони кои што впрочем и еврокомесарката Марта Кос при незината последна посета овде кај нас го кажа на отворена сцена, како председател на владата, да се извинам на вас пратениците и на граѓаните што денеска бевме сведоци на овие настани и се надевам дека тоа нема никогаш повеќе да ни се повтори. Извинувањето на Мицкоски следеше откако пратеничката група на СДСМ обвини дека кандидатот за министер за локална самоуправа Иван Стоилковиќ упатил навреди кон нивните пратеници, а за истото се пожалија и од ДУИ. Тие бараа лично извинување од Стоилковиќ, но и од премиерот Мицкоски, како и да прекине седницата, а откако не добија, ја напуштија истата. Претходно СДСМ свикаа и воредна пресконференција, на која оценија дека однесувањето на владините представници било надвор од сите демократски критериуми. Во смирување на страстите не помогна ниту вонредниот состанок на координаторите на пратеничките групи со собранискиот спикер Африм Гаши, на кој според опозицијата било договорено да се донесе заклучок со кој ќе се осуди однесувањето на Стоилковиќ, но таков чекор не бил реализиран. Со цел за непречено функционирање на собранието, а како дел од заедничката координација, во име на парламентарното мнозинство, сакам јасно и гласно да кажам дека не одобруваме никакво однесување спротивно на принципите што ги заговаравме во етничкиот кодекс и согласно деловникот заради заштита на угледот и дигнитетот на собранието. Друг треба да побара извинување еднаш. Тој што доаѓа за министер треба да побара извинување што го направи цело ова и потоа на премиерот, значи бараме од премиерот да преземе мерки. Ваков начин на однесување кој што продуцира и омраза, кој што доведе до на работна насилство, треба да биде навистина осуден. Очигледно е дека не сакате апсолутно да направиме чекор напред кон подобрување на целата ова состојба. По напуштањето на опозицијските пратеници, седницата продолжи, а во салата од оние што не се дел од парламентарното мнозинство, останаа само пратениците на левица, кои упатија критики за работата на владата. Непосредно пред гласањето и тие заминаа од собраниската сала.